Промовирана сликовницата Непослушната свиленка, која е дело на авторката Ана Дедова во Националната установа библиотека Гоце Делчев Штип. Промоторот Љупка Стојменова земнет вели дека ваквото дело од големо значење, бидејќи сликовницата е од поучен карактер за учениците представена преку ликот свиленка. Додава дека во самата сликовница главниот лик преку својата постапка укажува на тоа дека треба да се слушаат родителите. Дојдовме да ја промовираме сликовницата на Ана Дедова, Непослушната свиленка, која е прво нејзино дело за кое што е наменето за деца. Самата сликовница, како што и карактеристика на сликовниците, е од поучен карактер, во кој што и самиот наслов ни дава дека ликот ни е свиленка, односно пеперудата, која што не ја послушала својата мајка и ќе се изгуби во шумата. Меѓутоа, како што и во сите бајки имаме противници и помошници, исто и овде, како ликови ни се јавуваат помошници ежот, кој што ќе помогне на свиленка да се врати кај нејзината мајка, а додека противникот ни е лошото невреме, кое што ќе ги зафати сите животни во шумата. Пораката која што ја праќа оваа бајка на Непослушната свиленка на Ана Дедова е дека сите деца треба да ги слушаат родителите, односно се она кое што го прават треба да го прават со знаење на нивните родители. Карактеристиката во оваа бајка е тоа што има воведен дел во кој авторката лично се обраќа на родителите да им читаат повеќе бајки на нивните деца, додека на крајот авторката помислила на прашањата со кои ги предизвикува децата сами да размислуваат за своите постапки. Карактеристика посебно на оваа бајка е и тоа што има воведен дел, во кој што воведен дел авторката лично им се обраќа на родителите и на бабите и дедовците за да им читаат повеќе бајки на нивните деца, со тоа што ќе ги воведат во светот на книгата, а знаеме дека од книгата учиме за животот. Посебно исто така се истакнува и самиот крај на сликовницата, во кој што авторката поместила прашања кои што се поврзани од содржината на бајката, меѓутоа дава и прашања кои што ги тераат младите читатели сами да размислуваат за нивните постапки, како би тие направиле кога би се нашле во една ваква ситуација како што ќе се најде и самата свиленка. Како библиотека, ваквата установа се труди да реализира вакви убави настани се со цел да се доближат децата до книгите, додава библиотекарката Сонја Манева. Значи месец на книгата се обележува секоја година од 15 октомври до 15 ноември, се со цел да се истакне значењето, улогата на книгата во растот, развојот на децата, па и на возрастните во животот. И затоа ние како библиотека покрај тоа што ги чуваме книгите, се трудиме на вакви убави начини, на преку разни работилници и промоции да ја доближиме, да ги поттикнеме децата да читаат. Бидејќи мораме да си признаеме дека сме во време на дигитализација, во време на застапеност на социјални мрежи, каде што децата, за жал, сите тоа можеме да го признаеме, се повеќе зависни од мобилните телефони, а некако како помалку да се задржуваат на читањето. Ние се трудиме, покрај тоа што е достапна книгата, да промениме навики, да создадеме позитивни навики, љубов кон книгата од најмала возраст, а со тоа и кон читањето, а тоа се случува токму преку вакви настани, преку вакви убави книги за деца. Инаку авторката е со потекло од Кочани и истата има напишано многу дела кои се од едукативен, но и поучен карактер, како за најмалите, така и за повозрастните.